90% од капацитетите во Крушево се исполнети за великденските празници. За разлика од лани, бројот на туристи бил зголемен досега за 30%. Според уплатата на туристичката такса од нова година до денес, Крушево го посетиле околу 15.000 гости, но таа бројка реално е далеку поголема. Угостителите се надеваат дека ова ќе биде само одличен почеток на успешна туристичка сезона. Да се очекува поголем прилив на гости за празниците, пошто 90 и нешто посто се букирани сите смештај. Полека почнува сезоната, почнуваат да доаѓаат и летачи, така да се надам дека ќе почнеме да одиме нагоре малку. Гости има од сите краеви на Македонија и од странство. По потекло сум од Штип јас, но живеам во Шведска, па донесов мои пријатели од Шведска, од Малме, да го видат Крушево. Јас сум од Шведска, по потекло од Германија. За прв пат сум тука. Пристигнавме вчера, па се надевам дека ќе научам повеќе за градот. Крушевчани велат дека се подготвени да ги пречекаат сите посетители со нивното познато гостопримство, уникатните обичаи, традицијата и вкусната храна. Подготвени сме да ги пречекаме сите гости однадвор и да се задоволи градот со гостите. Нека дојдат, Крушево е отворено, убаво, има што да понуди, добра природа, културни знаменитости. Инаку Крушево во 2023 ќе биде спортски и културен центар во Македонија. Се очекуваат гости како никогаш досега. Градот ја доби титулата Град на културата со голем број на културни настани, а ова лето ќе има и светско првенство во змејарство, 9 европски државни првенства во параглайдинг, балканско првенство во џудо и уште многу други спортски надпревари. Ќе заклучиме успешна сезона 2023 година со зголемен број на посетители. Од сега предвидуваме околу 40 до 50% во споредба со минатата година. Алтернативниот туризам станува моторот за развој на крушевската економија, кој има големи перспективи во иднина.